Велам добре дојде, добар ден за Нано Ружин, професор, поранешен амбасадор на НАТО во Брисел. Добре ми дојдовте. Благодарам. Сакаме да разговараме за темата која што е незаобиколна деновиве, руската инвазија на Украина. Кога дојдовте во студиото, направивме еден краток така преглед, една ретроспектива, имавте една интересна дефиниција, рековте зошто никој не прашува зошто се случи ова и зошто дојде до ова. Па ајде ние да тргнеме по тој редослед. Ова прашање е многу комплексно. Еве, 21-2 години газда на Кремљ е Путин, кој што наследи една комплексна Русија, ослабена, наводно ја споредува со еден истоштен стар лав без канџи и заби, и која што требаше да се адаптира кон новиот свет. А тој нов свет се обилува пред се со големи промени, било да се работи на безбедносните опасности, сајбер војни, хибридни војни, а од друга страна една експлозија во развитокот на Кина и на Индија, кои стануваат сериозни актери, субјекти на во меѓународната заедница. Но сепак Русија во континуитет сака, барем се сама убедува дека е таа светска сила, иако во тој период, а и денеска, мислам дека е сепак само регионална сила. Но два елемента и даваат аргументи за тоа. Прво, членка на Советот за безбедност, значи може да става вето за сите предлози кои што доаѓаат од Западот. И второ, пред се држава која поседува огромен нуклеарен арсенал. Тоа се двата аргументи кои што на Русија и овозможуваат да води една специфична политика во смисла еве, ние сме тука, се навраќаме на старите позиции кои што ги имаше Советскиот сојуз, но се уште не сме толку силни да го замениме Советскиот сојуз. Впрочем, ние немаме амбиции да анектираме никого од бившите советски републики, освен да извршат контрола. Бидејќи Путиновата доктрина на контрола е дека интересите на Русија ги надминуваат границите и на нивните први соседи. Затоа, не случајно сме сведоци на едно историско приближување со Кина. Последниот договор сега што го направија и последната изјава од кинеска страна беше дека да, ние имаме цврсти односи и тоа цврсти како камен. Тоа точно 2016 година на економскиот форум во Санкт Петерсбург Путин излегува со тезата дека еве ние ја креираме голема Евроазија. Што значи тоа? Голема Евроазија, тоа значи приближување со Кина, приближување со Индија, и тоа на два нивоа. Првото ниво е билатерално, значи во смисла со светот треба да владеат големите сили. Тука ја вклучува Русија, Кина, Соединетите Американски држави, Франција и Велика Британија, како еден светски концерт. И од друга страна вели ние сме во состојба да раководиме со кризите, но истовремено тој прави и едно друго ниво, тоа е мултилатерализмот. Се повикува на членството на Русија во Советот за безбедност и вели еве ние развиваме мултилатерализам. Но има нешто што е многу интересно, што неговиот мултилатерализам со државите од БРИКС ги исклучуваат Соединетите Американски држави, бидејќи БРИКС се Русија, Кина, Индија, Бразил и Јужна Африка, а од друга страна неговиот билатерализам со поранешните советски републики се сведува на унилатерализам, односно еден силен soft power, би рекол можеби и hard power притисок врз властите. Со Кина потпишани повеќе форми на договори за соработка. Сега не се случува Украина. Украина која што е составен дел од Евроазија. Господин Ружин, што сака тој сега со Украина? Која е целта со сето ова?
Аналитичарите кои ја истражуваат надворешната политика и стратегија на Путин и на Русија сметат прво дека Русија не еволуираше во модернизација на руското општество и воопшто на начинот на действување, бидејќи се уште се присутни оние модели на Вестфалскиот мир, односно со светот раководат само големите сили. Тој ги заборава невладините организации, малите држави, регионите, интересните групи, кои што имаат извонредно влијание врз надворешната политика денеска. Второ, знаеме дека во психологијата на Путин тој практично името Украина значи као внатрешна земја, не, наша земја. И тој то цело време го повторува. И за него беше шок што 2014 се случи протерувањето на Јануковиќ и воспоставување на една влада која беше антируски расположена, а пронатовски. Нормално, тука беа загрозени неговите интереси, пред се истиот момент беше анектиран Крим, бидејќи тоа е една геополитичка и би рекол геостратешка точка на руската флота. Тука се и атомските овие постројки кои што Русија внимава многу. Тука е значи еден простор за излез на Црното море. Од друга страна, она што се случи во расцепот на Украина, на меѓу русофоните и украинците, беше практично нешто како што се случуваше на Балканот. Русофоните бараа да им се обезбеди двојазичност. Да рускиот јазик стане втор службен јазик, иако тој цел насекаде распространет. На тој начин дојде до признавање на овие русофонски територии и тука би рекол се создаде еден заледен конфликт кој што сепак и покрај тоа однесе околу 15.000 човечки животи. Што сега? Сега што сака Путин? Путин сака прво... Дали може да се случи да ја подели Украина? Путин едно од опциите. Бидејќи светските аналитичари велат непредвидлив е. Непредвидлив е точно, и тоа е она прашање кое што прво не знаат каде човекот ќе застане, дали човекот има некои психолошки, параноични проблеми или така натаму. Прво е што бара е да има политичка контрола врз Киев. Тоа значи нема членство во НАТО, нема членство и во Европската унија, ќе се однесувате како порано што беше во Советскиот сојуз, но со малку измената формула, да имате одредена самостојност. Второ, настојува да ја контролира Украина во незиното однесување со Западот. Значи, не сме да се поставуваат никакви оружја, значи се бори за некоја демилитаризација и за неутрален статус. И трето, да направи од украинското општество и пред се да воспостави една влада која што ќе биде повеќе квислиншка и со која што ќе може да раководи. Она што почна да мириса на вистина конфликт беше признавањето на Народна република Донецк и Народна република Луганск од страна на Русија и самиот чин дека се ревандицира територија која што е поголема и многу поширока од актуелната територија кај што живеат русофоните. Значи, една територија која што е огромна и веќе тука, ако се занимавате со геополитика, знаете дека војните се водат за територија. Никаде нема, освен во тројанските војни, каде што се водело за љубов и така натаму. Меѓутоа, историјата на војните покажува дека секаде тие се воделе заради територијата.
И тука мислев дека можеби ќе има некој вид ограничен судир и тоа зајакнат со руски сили кои што можеби имаат извежбано одредени русофони од Украина, но после тога кога почна масовно на 150.000 луѓе да се концентрираат врз границите на Белорусија и Русија кон Украина, веќе беше јасно дека нешто ќе се случи. И денеска, 13-14 ден од војната, токму она класична формула на hard power е можеби најголемата грешка на Путин, затоа што со ова ги прекинува врските за сите времиња со Киев, независно кого ќе намести како лидер. Второ, го обедини НАТО и Европската унија. Трето, ја обединува украинската нација, бидејќи за украинската нација велеше дека таа не е свесна, толку е помешана. Во украинската нација постојат околу 40 помали други нации. Така што сега таа е обединета, бидејќи гледајќи ги овие мачни слики на бомбардирање, на убиства, на цивилни жртви и така натаму, секако дека тоа создава една солидарност со украинскиот народ. Иако не значи дека и Западот не направи одредени грешки. Кои се грешките на Западот? Тоа сакав да ве прашам. И велите направи во една смисла обединување. Дали навистина направи обединување на Западот или пак доведе до така наречено негова поларизација, бидејќи сега ова со затварањето на гасот и така натаму, ги гледаме разликите во Америка, Британија и Европа. Кои се грешките на Западот? Значи Западот прво премногу го изолира, направи еден прстен околу Путин, не обрнувајќи му големо внимание. Точно дека тој имаше блеферски политички настапи, лажни вести, со некои закани кои што повеќе беа сепак регионални или повеќе со бројни истапи во смисла на демократизацијата на општеството. Но избегна да направи една модерна Русија. Западот го остави и цело време постоеше еден вид Немаше еден вид на провокација? На провокација, но исто така го остави сам во Кремљ да размислува и почнува да губи смисла за реалност што се случува во современиот свет. Например, денеска се знае дека Путин нема ниту еден советник кој што ќе му каже господин председателе, тука грешите. Тоа не постои. Секогаш е онаа стара советска школа дека лидерот е најпаметен и тој знае за се. Втората грешка е што кога се виде дека напредуваат продатовските амбиции на Украина, требаше можеби да се направи одреден притисок, односно да се направи притисок врз власта, врз Зеленски, да ги прифати договорите Минск 1 и 2, особено Минск 2. На крајот нема да се случи пак да ги прифати? Изгледа. Меѓутоа, пазете сега, со Минск 2 не беше предвидено признавање на независноста на двете републики во Донбас. Само автономија. Зошто? За да можат да бидат присутни во парламентот и ќе гласаат против членството на Украина во НАТО, односно против договорот за асоциација и стабилизација. Воедно беше укинат оној закон што го потпиша Јануковиќ за рускиот јазик како втори јазик и постојано беше водена еден вид на кампања дека Русија нема да се обиде да направи нешто значајно со Украина. И тука се мислам оние грешки кои што можеби Западот требаше по-јасно, по-решително да влијае изврз украинската страна, но исто така да воспостави еден диалог со Путин. Бидејќи Путин, знаете што,
тој е свесен, тој сака тој голем концерн на нации, на големи сили, да зборува со нив. И во времето на, не знам, 2001 дозволи да се води војна против тероризмот од негова територија, даде, значи, коридор за американските авиони. После тоа имаше еден добар период на средби и со Трамп, дури нели се зборуваше дека помогнале во мешањето во внатрешните работи на САД за време на изборната кампања, но сепак Русија ги респектираше западните сили и ова што го направи е сега големо свртување кон Кина. А од трета страна, со Соединетите Американски држави постојано има еден контакт во смисла ние сме партнери, но сепак ние сме и конкуренти. Така што таа двојност на односите и тој атавизам на Путин да цело време се повикува на некои минати време од 20 век кога Советскиот сојуз беше заедно со САД, нели, еден вид на кондоминиум на велесилите, денеска се тоа само изгубени времиња. Може ли Путин да нападне членка на НАТО, бидејќи напад на членка на НАТО значи напад на алијансата и веќе тука сето тоа како што велат, пак ќе речам, светските аналитичари води во еден друг контекст, многу потежок. Мислам дека тука американците се многу внимателни и како што гледаме, еве и последната изјава на Бајден, дека, или на некој, прочитав денеска, во врска со употребата на полските мигови, дека тоа е многу тешко изводлива акција, бидејќи тоа води кон деструкција, кон атомска војна. Го гледаме овој Зеленски, тој настапува со тези, добро, не е голем теоретичар и ја сваќам неговата емотивност за украинскиот народ, за сите тие мачења што луѓето се протерани од своите домови, кога бара да се затвори небото, меѓутоа затварањето небото значи војна со Западот. Така што сметам дека не е возможно во овој момент Путин да нападне држава членка на НАТО, па дури да е тој, да речеме, Северна Македонија, која е прогласена за непријател, но секако дека, знаете како, сите се подготвени, бидејќи западните сили и НАТО се подготвени на сите сценарија. Тие мора да водат сметка за се во смисла на некои изненадување, но сепак општа е констатацијата дека можеби овој конфликт може да биде завршен многу брзо. Колку сме ние тука безбедни, веќе која спомнавте Северна Македонија? Па ја би сакал уште еднаш да дадам омаж на Преспанскиот договор и на сите што го потценуваа тој договор со кој што влеговме во НАТО. Ние сме сега држава под чадорот на НАТО. Значи не сме Молдавија, која што има Трансистрија, нели, со русофони исто, слично, во помала смисла како Украина, но исто така ќе трпиме консеквенци од Ќе можеме ли да ги издржиме? Па мислам дека ќе мораме да ги издржиме, бидејќи сепак, знаете, во услови на криза, тоа е многу природно чувство. И човекот, и животното, секој да преживее се врти кон својот интерес. Државата, исто така, кога е во криза, таа себично се врти кон својот национален интерес. Значи, за нас, кои што живееме во Македонија, битно е да ги издржиме овие моменти. Може би ќе скокаат цените на нафтата и на прехранбените производи, меѓутоа не е крива за тоа ниту оваа влада, ниту опозицијата, крив е овој голем геополитички настан што се случува. Од друга страна, Македонија е сепак под чадорот и тука можеме да бидеме спокојни. Од вчера како да се зголеми притисокот со поставувањето на Македонија на непријателската листа на Русија. Тоа некако го... Видете, Русија мислам дека тоа мора да го разбере и навистина сум изненаден од нервозната реакција на рускиот амбасадор. Ние сме членка на НАТО. Значи, ние сме мала држава, меѓутоа според оние истражувања кои што ги читав деновиве, 67%
од граѓаните на Македонија сметаат дека рускиот народ ни е многу близок. Од тоа дури 70% сметаат дека нема непријателски односи меѓу двете држави. Така што не би требало ова да го продлабочува непријателството. И со Русија, со рускиот народ, ниту пак да навиваме за тоа да овој народ од Украина претрпе такви штети како што сега се случува. Видете, каква ориентација за нашата држава. Ние, како што ви реков претходно, сме себични и мораме да бидеме себични во услови на криза, бидејќи гледате бродот тоне, секој се фаќа за секој треба да се интерес. Так. Мораме да ги следиме пропозициите, мејнстримот на НАТО и на ЕУ. Ние сме веќе таму. И затоа мораме да продолжиме со оваа политика, било колку да ни се свиѓа, било колку емоции да имаме и кон рускиот народ. Мораме да застанеме со оваа политика, бидејќи само тоа како мала држава може на известен начин да извади од оваа криза. Мислам дека доколку дојде до голема економска криза, дека исто така побогатите земји членки на ЕУ и на НАТО ќе помогнат за нашата држава. За самиот крај да резимираме, она што го начнавте, имавте некои видувања, предвидувања за колку време би можело ова и дали би можело да се насети кога би завршила ваквата криза? Па, обично класичните војни траат малку повеќе, но се гледа дека постои желба од двете страни да се договорат нешто. Дури Зеленски вчера-завчера имаше помек став во неговите изјави, рече. Така. Значи, смета дека НАТО веќе не е опција за Украина и дека за другите прашања може да дискутираме. Мислам дека западните сили се помирени со фактот Крим да им припадне на Русија, но во преговорите, знаете, секогаш прагот оди највисоко. Не го даваме Крим, не ги даваме, па да видиме да се договориме. Веројатно, работите на теренот онака како што случуваат, ќе решат што ќе се случува. Сметам дека повеќе од еден месец ова војна не може да трае, бидејќи ќе ги истошти, ќе се случат и илјадници, бегалци, може би 20 милиони, 10 милиони луѓе веќе заминуваат. Така ќе се разрушат тие убави градови, средновековни градови кои што ќе изгинат толку луѓе, млади луѓе, цивили и така натаму. Значи мислам дека деновиве може во една серија на преговори може да се најде одредено решение. Меѓутоа кое што ќе биде гарантирано од страна на Западот, бидејќи имаше некои опции као Кина да биде еден вид гарант. Меѓутоа Кина не може да ви гарантира дека НАТО дека Украина нема да стане членка на НАТО и така натаму. Значи мора да има гаранција, мора да се гарантира исто така и на Украина одредена слобода, демократизација на тие процеси. Како ќе се договорат, никој уште не знае. Меѓутоа мора да се договорат, бидејќи ова веќе неиздржливо, државите од соседството исто така се полни веќе со мигранти и така што се надевам дека ова криза да потрае уште една-две недели и да заврши еднаш за постојано, а после тоа нека се договорат со снимните детали, каков статус за признаените територии, каков статус за Крим, на кој начин постојат алатки полно за и превентивна дипломатија и постконфликтуелна дипломатија, значи алатки постојат, само треба да има желба да се реши прашањето. Благодарам, професоре, благодарам што се озвавте на мојот повик, што малку елабориравме околу ова доста дискутабилна тема деновиве. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието.